Тажна вест. По кратка и тешка борба со студот и негрижата, заборавена од институциите, се упокои Мелиса. Мелиса беше доселеничка од јужните краишта, која во нашата земја се досели пред неколку години заедно со поголема група на палми. Да погледнеме дел од интервјуто кое таа го даде за вчерашни, во кое се жалеше на односот на институциите. Како се снаоѓате во новата татковина? Се осеќаме доста запоставено, никој веќе не мисли во овие зимски тешки периоди. За жал, Мелиса не е сама во оваа голгота. Незината судбина ја делат и другите припаднички на палминото малцинство. Заради сериозноста на ситуацијата, итно беше пратена стручна екипа на Паркови и Зеленило, за да се утврди фактичката состојба. Нашата екипа, како и секогаш, беше на местото на настанот. Тажно, трагедија. Моето сочувство до сите најблиски на оваа палма, до сите граѓани на Република Македонија. Ова е немоќ, ова што ни се случува е навистина тажно, вистински помор на палмите. Сведоци сме и ние докторите не можеме ништо да сториме. Ова ми е 7-ма палма денес. Оставаат малолетни палми, а кој ќе се грижи за нив? Кој? Тажно, навистина тажно. Ова е страшно, само што дознав што се случило, само што дознав дека починала Мелиса. Ја познав пред 6 месеци, зема изјава од нејзе, а еве денеска веќе ја нема. Сега дознав дека оставила и мало бебе, кое што во моментов нема кој да се грижи за него. И ова е страшно. Ова е менче и би ги замолил институциите да се погрижат за ова дете. Затоа што она повеќе нема родители. Судбината на овие палми сега е само во рацете на среќата. Да се потсетиме дека македонски шуми за нив одвоија 1,5 милиони евра, што не е ни чудо зашто се исушија и се овенаа палмите. Така е, Петар, требаа да земат поквалитетни палми, па макар да платеа и 2 милиони евра, барем ке бевме сигурни дека нема да овенат. Се согласувам апсолутно, а ние продолжуваме со вчерашни.